2019 поминавме во подготовки за попис. Тоа може биде тоа што јавноста го знае за Државниот завод за статистика, подготвуваше попис после 17-18 години. Што е вашата оценка за 2019? 2019 година беше многу интересна за Државниот завод за статистика, не само заради тоа што интензивно подготвувавме попис, туку заради тоа што бевме вклучени во огромен број на активности во градењето на целиот статистички систем во земјата и на она статистичка продукција за која што постоиме во суштина. Првенствено беше интересно што де факто ја посветивме најповеќе, најголемото внимание во завод на Европската агенда, условно така да го наречам, односно интензивно работевме на тоа да уште повеќе ги достигнеме стандардите кои што ги има поставена европската статистика во моментот. Самата година започна фактички со првиот објаснувачки состанок во однос на отварањето на поглавјата за Европската унија, а конкретно за поглавјето 18 статистика, што во суштина и покажува дека статистиката е навистина битен момент, штом и Европската унија посветила цело поглавје на оваа област. Ние како институција таму на овој состанок ги добивме сите стандарди кои што поставува Европската унија и нивното согледување до каде сме стигнале во постигнувањето на тие стандарди. Оценката навистина беше добра заради тоа што нема да се срамам да се похвалам дека статистиката е она област во која што најповеќе во државата сме ги постигнале тие европски стандарди, далеко од тоа дека сме стигнале до врвот, меѓутоа од сите останати погледа мислам дека тука сме постигнале најмногу. Ова не е резултат на тоа што ние сега толку интензивно работиме на ова прашање, туку заради тоа што многу рано, уште таму некаде 93-94 година, Државниот завод за статистика почна да работи во таа насока и од тогаш до сега не престанала во тие обиди. Инаку, во однос на оваа година, може да кажеме дека завршија два големи проекти поврзани со Европската унија. Тоа се проектите со националната ИПА 2015 година и повеќе користичката ИПА 2015 програма, а започна новата ИПА 2017, национална и повеќе користичка. Исто така, во овој период, во рамките на овие проекти, се обрна најголемо внимание на градењето на капацитетите на заводот, во смисол на покачувањето на нивото на познавање, на знаење во областа на статистиката, во областа на спроведувањето на веќе постојите истражувања и постигнување на повисоки стандарди со нив, но исто така и воведување на повеќе нови истражувања, кои што до сега не сме ги спроведувале, а се некое ниво кој што мораме да го постигнеме. Нешто што има потреба во јавноста за таков тип на податоци. Така да во тој дел навистина сме задоволни со тоа што го постигнавме. Велам ни останува уште многу работа за да ги постигнеме сите тие високи цели кои што сме ги поставиле пред себе, но одиме интензивно во тој правец и морам да го искажам своето задоволство во таа насока. Во однос на пописот кој што го спомнавте, подготовките не се започнати оваа година, започна претходно, неколку години порано, меѓутоа сега се беа најинтензивни. Знаете самите дека првата идеја беше пописот да се спроведе во 2020 година, меѓутоа за жал поради изборите кои што ќе се случат во месец април, баш во период кога што ние планиравме да се спроведе пописот, бевме принудени да го одложиме пописот за 2021 година, бидејќи не сакаме во исто време да се мешаат овие две работи. Знаете, многу е непријатно пописот како една голема акција статистичка, која што за жал во 2011 беше прекината и не спроведена токму заради политичко влијание, повторно да се доведе во ситуација да има одредено политичко влијание, значи да се влезе во кампања за изборите, па да се користи пописот во таа кампања, и обратно, која ќе се тргне со пописот, таа голема политичка активност во тој период да не се пренесе во пописот. Затоа решивме да се одложи, за да ги тргнеме сите тие било какви можности политиката да влие во пописот. Од тука, кажам, беа многу интензивни тие подготовки. Се отпочна и
се сработи целокупното апликативно решение кое се користи во пописот, ќе објаснам после што би тоа значило апликативното решение. Тоа во јуни месец се истестира на терен, значи направивме пилот попис кој што помина многу успешно, каде што навистина ги утврдивме дека тоа апликативно решение функционира како што треба. Нормално ги најдовме сите и слабости на кои што во тој момент постоја и кои што во меѓувреме ги отклонивме, така да од тој аспект сме исклучително задоволни. Подготвени се сите методолошки материјали кои што ќе бидат потребни за пописот. За жал, она што остана нереализирано е носењето на законот за попис. И во овој момент и не можам да одговорам кога тој би бил донесен. Нашите желби беа да биде донесен во 2019 година, за да може мирно и спокојно да се фокусираме на она што значи стручниот дел на попис. Се надевам дека ќе има слух од државата, законот за попис се донесе што е можно побрзо, за да продолжиме интензивно со сите подготовки врз тоа. Инаку, пошто го спомнавте самиот попис на почетокот, да кажам дека овој попис ќе биде многу поразличен од претходните пописи. Прво, методот кој што ќе го користиме, именно сите подготовки се во насока да користиме така наречен комбиниран метод, што подразбира истовремено попишување, она класично попишување на терен преку анкета лице во лице, но и истовремено користење на податоци кои што се содржани во одредени регистри. Значи се формира за таа цел една посебна база, ние ја крстиме предпописна база, каде што се споени податоци од повеќе други бази, други регистри. Клучот за спојување на сите овие бази е единствениот матичен број на граѓаните кој што ни овозможува ваква една процедура и ова ни дава можност да веќе предателно во самиот попис имаме поголем фонд на информации за тие лица за кои што се цел на пописот. Примерно во базата на Агенцијата за вработување ги имаме сите податоци за лицата што се вработени во редовен работен однос, односно во било каков регистриран работен однос, така да немаме потреба да прашуваме за тоа лице дали работи, кое занимање го врши, во која дејност го обава своето занимање, кога веќе го имаме во базата каде што е документирано и точно, гарантирано точно бидејќи се врз основа на документи. Ги имаме сите податоци за лицата кои што примаат било каква вид на пензија во базата на фондот за пензијското осигурување. Имаме податоците за сите приматели на социјални примања од било кој вид во базата на Министерството на труд и социјална политика и така натаму. Имаме податоци за сите ученици во основно и средно училиште во базата на Министерството за образование и наука. Имаме сите податоци за студентите кои што учат во Република Северна Македонија во базата која што ја има Државниот завод за статистика. Така да кажам, ова се податоци кои што се веќе прибрани, документирани целосно, точни, квалитетни и е непотребно да ги поставувате како прашање кога ја го спроведувате пописот на терен. Таму ќе се поставуваат одредени прашања кои што се менливи. Мислам прашања за белези кои што се брзо менливи и кои што не може да се регистрираат или кои што не може да се документираат. Така да затоа оваа комбинација на користење на двата извора која е веќе позната во светот, ние не ја откриваме топлата вода сега за прв пат. Значи има земји кои што поминале низ ова искуство и е една преодна форма за одење кој во моментот најсовршен начин на спроведување на попис, а тоа е попис базиран на исклучиво на податоци од регистри. Се надеваме дека прв и последен пат ќе го примениме овој комбиниран метод и дека наредниот попис кога ќе да биде ќе биде базиран исклучиво на податоци од регистри. Добро, да се вратиме сега на почеток. Спомнавте некои новини во нови статистички истражувања, што би издвоиле како поинтересно оваа година што прво, значи имаме новини доста во делот кој што се однесува на националните сметки. Значи една област која што ја покриваме статистички и тука правецот на усогласување со стандардите на Европската унија е постигнување тие стандарди кои што се во областа на економските сметки на државата, ЕСА 2010, така наречени стандарди, и каде што навистина интензивно работиме за постигнување. Дали не сме ги постигнале се уште сите, меѓутоа одиме во тој правец и веќе сме на многу задоволително ниво. За таа цел променивме многу во начинот на пресметка на сите овие индикатори кои што се пресметуваат.
воведовме ново софтверско решение, кое што е навистина гломазно и како систем, но и како операција, кој што ни овозможува полесен начин на комуникација со сите тие информации, сите тие влезни податоци кои што се користат за пресметка на бруто домашниот производ по производствен, по расходен метод и така натаму. Исто така воведовме нови техники на прибирање на податоците, особено во социјалните статистики. Најголемите анкети кои што ги спроведува Државниот завод за статистика, како што се анкетата за работна сила, анкетата за потрошувачка во домакинството, анкетата за условите за живење, веќе не ги спроведуваме со користење на хартиени прашалници, туку со користење на електронски IT можности со лаптопи, на посебни апликации кои што даваат можност и за побрзо спроведување на таа анкета, меѓутоа и за многу поквалитетен податок кој што ќе се прибере со таа анкета. Бидејќи кога имате електронска апликација, веќе однапред можете да ги вградите сите правила на контроли кои што ги спроведуваме кога имаме хартиени прашалници отпосле, а вака веќе во самото спроведување ги имате и вие не можете погрешен прашалник да пополните. Значи, самата апликација ви кажува, ако погрешите, имате грешка, морате да се вратите назад, а грешката исправите токму со оние кои што ги дава податоците. И е наједноставниот и најточниот начин за коригирање. Слична таква работа ќе користиме во пописот, бидејќи втората новина во тој попис е што повеќе нема се користат хартиени прашалници, туку исто така со едно посебно апликативно решение кое што ќе биде вградено на лаптопи и ќе се повторно имаме таа можност да прибереме многу поквалитетни податоци од тега. Ова дава и друга можност, она што исто така нас одзема многу време и напор, да се скрати времето на обработката. Бидејќи што имате електронска апликација, што ги имате сите правила на контрола вградени во таа апликација, вие многу брзо го имате конечниот податок. И она што представува проблем во суштина, кога треба да го тој податок објавиме, кој што го произведуваме, веќе станува историски ако сме користеле хартиени прашалници. Ни треба месец, два, три, зависи од големината на истражувањето, да ги обработиме тие податоци. Кога е попис, па година и пол до две треба да тие обработи. Сега можеме многу брзо, за неколку дена да имаме веќе готови податоци. Понатаму градиме, го усовршуваме или предоѓаме кон целосна ревизија на регистарот на деловни субјекти, статистички регистар на деловни субјекти. Ова е исто така една крупна, огромна активност, бидејќи сите економски истражувања базираат на овој регистар. Значи, со посовремен регистар, многу по-ажурен, по-квалитетен, фактички во старт ни се олеснува целокупната работа во сите овие истражувања и дава многу поголем квалитет на податоци што се прибираат со тие истражувања. Има новини уште многу, тргнуваме во воведување на нови истражувања во судските статистики, од следната година, а подготовките ги правиме во ова истражувањето за семејното насилство и така натаму. Значи, голем е бројот на нови истражувања на кои што се посвети внимание, но и на усовршување на постојки. Споминавте, значи, Државниот завод за статистика редовно емитува статистички податоци текомно, но како го позиционирате немањето на пописот во релевантноста на тие податоци? Или дефинитивно прашањето ви е апсолутно на место. Прво, самиот попис обезбедува огромен фонд на податоци кои што на општеството му се исклучително битни при градењето на стратегии и политики на развој. Значи, нема сегмент во општеството што не зависи од податоците од попис. Било кој што треба да донесе некаква одлука, дали е тоа одлука за развој кој што ги носат примерно министерството, владата како систем на институции, дали е тоа бизнес секторот, дали се тоа потребите на научната јавност, дали се потребите на невладиниот сектор. Значи, исклучително голем фонд на податоци кои се потребни за оваа намера. Недостатокот на информации не ви дава можност за квалитетно планирање на било која активност, за било каков развој. Примери може да се дадат и лјадници. Јас ке се обидам со некакви едноставни за да јавноста го разбере значењето на тој податок.
Примерно, вие сакате да градите во некој населено место училиште, но нема. Прво треба да видите дали има потреба тако нешто. Да тргнете во еден таков процес. Дали има деца кои што треба да стигнат во таа возраст за да бидат вклучени во тоа училиште. Колкав е број на тие деца кои што треба да дојдат кои во моментот се и треба во блиска идни да бидат дел од тој образовен процес. Дали се исплати да се гради училиште на 3 спрата, на 1 спрат, на 2. Значи тоа се работи за кои што треба да имате информации претходно. Денес не џабе се вели дека најскапата работа во светот е квалитетната и навремена информација. Ако ги немате овие податоци, вие можете да влезете во една авантура, да потрошите огромни средства за нешто што нема да има никаква функција. А да останете куси со средства за нешто што навистина има потреба во тој дел на земјата, или во целата земја, не би. Значи, страшно, ова е еден едноставен пример. Било кој деловен субјект ќе се реши да инвестира во нешто, во својот собствен развој или градење на нови капацитети, ако нема информации прво за расположива работна сила. Дали имаме доволно и каков квалитет на расположива работна сила. Дали имаме пазар кој што може тој производ кој што ќе се произведе да го абсорбира. Дали имаме комуникации, дали имаме многу информации се потребни за една ваква одлука. Веројатно нивото на инвестиции во земјата е такво како што е поради тоа што немаат податоци тие кои што сакаат да инвестираат. И најчесто откажувањето се отколку ќе видат дека не располагаат со вакви потребни податоци. И кажам, примери можете многу, меѓутоа мислам дека доволно се размера. Добро, значи ние имаме податоци, некакви бројки, пошто за било кој од овие сегменти имаме бројки. Но пописот само ги надополнува тие или ги коригира? Како... Пописот е меѓу малиот број на истражувања статистички кои што имаат целосен опфат на појавата. Значи, ако се лицата, граѓаните единици на попис, едни од единици на попис, значи ги опфаќа сите. Кога се другите статистички истражувања во принцип базираат на примерок, кој што треба да биде репрезентативен и да го покаже врз основа на прибраните податоци за тој примерок, податоците за целокупната популација. Сега, кога се работи со примерок, секогаш постои тоа ниво на статистичка грешка. Значи, вие не можете со 100% сигурност да кажете тоа е тоа. Значи, морате да калкулирате и со таа статистичка грешка. И сега, колку е тој примерок поголем, таа статистичка грешка е помала, колку е помал, таа е поголем. Кај пописот ја немате таа грешка, бидејќи опфаќа се. Значи, ги собирате податоци за сите релевантни единици на тоа истражување. Затоа е битен тој попис. Меѓутоа е преголема и прескапа операција за да спроведувате постојано во континуитет секоја година, например. Затоа се спроведува во циклус на 10 години, кој што е најсоодветен, кај што фактички Обединетите нации, односно статистичката служба во Обединетите нации го е донела одлука базирана на искуствата од сите земји во светот. Меѓутоа битната работа е што и за нас како статистика посебно и за спроведувањето на другите истражувања ни дава рамка за избор на примерок. Значи, ако се истражувања од така наречените социјални статистики кои се однесуваат на населението, вие морате тој примерок од некаде да го извлечете. Значи, пописот е тој кој што ја дава таа рамка за извлекување на примерок. И се колку е постар податок од пописот, во случајот веќе 18 години ние немаме попис, таа рамка од која што ние го влечеме примерокот е стара 18 години. Колку е квалитетен тој примерок е веќе прашање, бидејќи премногу време поминало, премногу промени се има случено во составот, структурата, разместеноста на населението на целокупната територија, да вие веќе почнувате сомневате и во квалитетот на примерокот. Факт е дека нешто не останахме без никакви активности, правиме некои ажурирање на таа рамка. Меѓутоа, тие не се доволни или не даваат тој ефект кој што го дава попис. Во контекст на тоа, значи одложувањето на пописот од април 2020, колку е, дали имате некоја проценка, колку ја чини државата финансиски? Немањето податок на попис. Да. Мислам дека нема човек што може да го пресмета тоа. Нема човек што може, бидејќи потенцијалните финансиски текови во државата кои што може да се случат, ако имаме податоци, нели веројатноста е голема. Не знаеме колка би било примерно заинтересираноста на странскиот фактор за инвестирање во Македонија, ако ги има сите релевантни информации.
Така да не можеме баш, меѓутоа секој случај тоа се големи суми на средства. Трошоците што ги даваме, сами што ги правиме, немајки податоци, па некојаш ќе се пуштиме во некаква инвестиција која што нема да вроди со плод или обратно, ќе нема да се пуштиме во инвестиција плашејќи се дека ќе ни се случи некако дебат, исто така ќе ни пари. Така да ваквото нешто не можеме да го определиме толку невозвијано што нема попис, меѓутоа секако дека тоа се големи суми. Законот за попис е на некој начин заглавен во Собранијската комисија. Имавме 2 обиди за почнување на дебатата, но застана поради некои забелешки од опозицијата. Кои се вашите очекувања? Да, тоа е една. Значи, прво вака да кажем... Матичните броеви, јас така мислам. Носењето на овој закон не е тежок проблем. Значи, може да се донесе брзо, бидејќи бара просто мнозинство во парламент. Меѓутоа, не е целта само се донесе закон. Целта е да сите политички субјекти застанат заради тој закон, за да го поддржат и да, бидејќи пописот вие не може да го спроведете ако немате таа и политичка логистика позади се. Значи, политичката волја да се спроведе попис. И целта е да имаме консензус кај сите политички субјекти во парламентот кога се носи овој закон. Не беше целта само да се донесе за да се донесе законот, многу едноставно тоа може да се заврши. Опозицијата излезе со 23 барања, кои што сметаше дека треба да бидат вклучени, од кои најголемиот дел воопшто и не може да бидат прифатени, бидејќи водеа кон она што се случи во пописот во 2011 година. Значи, една слична структура на организација каде што, јас повеќе пати сум го спомнал тоа, главниот раната на тој попис беше така наречената државна пописна комисија, која што согласно тој закон требаше да го спроведе попис. Значи, едно политичко тело формирано од владата спроведуваше попис, а не институцијата која за тоа постои, Државниот завод за статистика. Со овој закон се предлага пописот да го спроведе само Државниот завод за статистика, без никакви комисии, без ништо, бидејќи е стручно тело, кое што е за тоа формирано, за тоа постои и кој што го има најголемиот капацитет тоа да го направи. Значи, некои такви предлози да се формираат повторно такви комисии, да се оди со повеќе попишувачи на терен, бидејќи нема доверба во попишувачите. Ако вие претходно ги направите сите подготовки добро и квалитетно, тогаш немате никаква потреба и основа да се сомневате во работата на попишувачите. Бидејќи, кажам, го променивме методот. Значи, одиме со комбиниран метод. Одиме со многу податоци кои што се веќе во регистри. Секој податок и останатиот е проверлив, бидејќи имате можност и посебни бази останати кои што се како служат за проверка на прибраниот податок. Вие немате простор, никому нема се остава простор да нешто манипулира на пописот. Па дури да има жал и намер. Значи, едноставно немаш. Се открива, тоа многу едноставно. Добро, кои се тие алатки механизми? Па кажам, после одредени податоци врз основа на кои што ги проверуваме. Примерно, најголемиот проблем и кај опозицијата со однемање, тоа е околу присутноста, отсутноста од земјата. Значи, имаме прво евиденција на Министерството за внатрешни работи за дел од населението кој се наоѓа надвор. Значи, ги имаме тие податоци и кај нас во завод ги добиваме. Втората работа исто така од Министерството за внатрешни работи, евиденцијата на преминувањето на граничните премини. Ја имаме и таа. Имаме наши бази на податоци за сите раѓања, умирања што се случуваат во странство, кои што се врзани и со кајрањата со родителите и слично. Значи, имаме други бази, базата на фондот за здравствено осигурување. Во принцип ја дава онаа бројка која што се присутно население во земја. Значи, се може да се провери. Оние кои што се во редовен работен однос во државата, знаете дека се тука. Тие ученици што посетуваат училиште, знаете дека се тука. Значи, можноста да проверка е на располагање, имате. И тоа се врши автоматски, не го прави човек, го прави машината. Значи, и оној субјективен момент се избегнува бидејќи апликативното решение е правено тако да самата машина го проверува село тоа. Нема потреба од такво нешто сомневање. Значи, нашата цел, кога се попишувачите во прашање, е да бидат луѓе кои што се од локалното население. Нормално со задоволување на одредени стандарди. Да ќе работи со лаптоп, треба да знае да користи таков тип на опрема тоа лице. Тоа лице претходно мора да биде добро обучено за
тоа што треба да се работи. И апсолутно на тоа се внимава и се посветува многу внимание. Меѓутоа, битната работа зошто да биде од локалното население, локалното место. Го познава теренот добро. Ги знае луѓето. Многу тешко може да се случи нешто да изостави во попишувањето, иако и за тоа има систем на контроли. Меѓутоа и локалното население го познава тоа лице. Има поголема доверба, сепак кажуваме лични податоци, тоа се емотивни работи. Чувства имаме таму, имаме чувство за етничка припадност, чувство за религиозна припадност, јазик и така натаму. Тоа се сензитивни прашања и подобре кога таа доверба меѓу попишувачот и лицата што даваат податоци е поголема. Кога е лицето од местото кај што проведува попис, сепак таа доверба е многу повисока. Друго е кога јас би отишол некаде во Гостивар или во Тетово или во Струмица да правам попис, нити ме знаат кој сум, нити што, таа доверба тешко се гради. Значи, пописот е скапа работа, најавено беше дека би чинело околу 8,5 милиони. Што добиваме со некои други алтернативи? Дали постои поевтина или поскапа варијанта за попис? Многу е релативно што значи тоа ефтина варијанта. Па, доколку се пристапи, не знам, со некој електронски метод, веројатно би биле поевтини. Најефтин метод е, ако успееме да го постигнеме стандардот, да правиме попис преку користење на регистрите. Во тој случај, пописот, цената на чинење на пописот ќе биде 0 денari. Или ќе биде тековен трошок, кој што е и така го има институцијата која што го спроведува пописот. Значи, статистичките служби во земјите кои што спроведуваат ваков тип на попис, дали 20 или 30 се ангажирани на ова проблематика и го работат тоа автоматски без никакви, за неколку дена целата работа е завршена, кога се спроведува попис. Значи, тоа е таа најдобрата варијанта, кажам, и најквалитетни податоци, ама и најевтини, и најбрзи. Која е најскапата варијанта? Најскапа е оној традиционалниот метод. Тоа секогаш била најскапа и ќе биде. Само за разлика, вие спомнате дека овој попис планираме да чини 8,5 милиони евра. Предходниот попис кој што не успеа, беа планирани 14 милиони евра. Значи, веќе сме за колку таму 5,5 милиони евра поевтини во однос на тој попис. Меѓутоа и друга една работа има. Не е само цената на чинењето, битна е моменти и брзината на обезбедување на податоците од попис. Ако во предходните пописи обработката траела од меѓу година и пол до 2, сега планираме да трае најмногу 6 месеци, а се надеваме дека ќе завршиме во 3 месеци целокупната обработка. Значи го имате свеж податок на време. После година и пол, 2, тоа е веќе историски податок. И тој што ќе го користи, повторно треба да го користи со некаква резерва. А сега ќе го има на располагање многу брзо. И добиваме исклучително многу на квалитетот на податокот. Кога се оди со традиционалниот метод, со хартија користење, вие имате и многу грешки, кои што на лице место не можете да ги утврдите и да ги отклоните. Сега, со апликативното решение, секоја грешка веднаш се прикажува и не ви дава можност да го затворите прашалникот. Значи, вие морате да искоригирате таа грешка, да направите точен податок во прашалникот, во електронскиот прашалник, за да преминете понатаму. А тоа исправање го правите на лице место, со лицето кое што ви ги дава податоците. Значи, едно банално, смешно може би прашање кое што го поставуваме пописот, колку деца сте родили, се однесува на лицето од женскиот пол. Меѓутоа, колку деца имате, ако некој го разбере, ќе каже, машкото има 2, 3, 5, не е важно колку деца. И тој одговор, мислејќи на тоа колку деца има, го дава, а за машко лице таков одговор не се бара воопшто. Апликацијата веднаш ќе ви каже дека не може машко лице да има родило деца. И веќе ви укажува кај треба да повторно искомуницирате со тој што дава податоци, да ја коригирате грешка. Ова е еден банален пример, има многу по-софистициран, меѓутоа тоа е таа битна можност да ви дава многу квалитетна информација од лице место. Значи, Хрватска најави дека ова веројатно ќе биде последен попис, каде што ќе ги користи комбинирано методите и очекува од следниот циклус на попис да користи само регистри. Сите неуваме и ние неуваме дека ќе биде ова последен попис каде што воопшто ќе се оди на терен. Да. Целта и нас ние да така наредниот попис биде исклучиво базиран на регистри. Исто и Хрватска, и Србија, и Црна Гора дури сака и овој попис да
да биде базиран на регистри, меѓутоа се сомневам дека ќе успеат во тоа, бидејќи има низа потешкоти. Хрватска спроведува класичен попис, меѓутоа со користење на технологија, со компјутери, значи така наречен КАПИ метод, исто како што и ние. И тие ќе користат дополнително и можност на самопопишување преку интернет. КАВИ метод, наречен. Ние ваквиот метод ќе го користиме само за лицата кои се наоѓаат надвор од државата, на оние кои се во странство, да може да се само попишат и даваме простор месец дена пред проведување на пописот да почне со таквото само попишување и за време на пописот да може да се само попише. Не го користиме натрag бидејќи многу се негативни искуствата во светот. Знаете, за тоа да може да го постигнете прво треба да имате статистички писмено население. Сега да не ме разбере некој погрешно, не е тоа навреда да кажете дека некој статистички не е писмен бидејќи сепак е тоа професија, не е тоа некоја општа култура, па треба да го знаете. Меѓутоа ја немаме постигнато на тоа ниво. Второ, треба да бидат сите добро запознаени со можностите на интернет. Да, многу брзо тоа се шири како епидемија познавањето и користењето на интернет, меѓутоа се уште имате места луѓе кои што тоа не знаат, особено постарите генерации кои што не го користат. Така да искуствата се различни во светот. Не знам колку тоа во Хрватска ќе успее да се соберат поголем фонд на информации на овој начин и колку ќе бидат тие квалитетни. Меѓутоа тоа е идејата на Хрватите. Да, тие рекоа дека го напуштаат традиционалното излегување на терен. Дека имаат излегување на терен, има. Оваа година за наредна дека ќе за 2031 година. Да, дека се стремат кон тоа да не излагаат на терен, да користат регистри. Ние веќе имаме некој таков регистар на население најавено од Министерството за информатичко општество. Дали постои некоја таква координација? И тогаш беше најавен како... Вака, значи, јас кој ви кажав за она предпописна база, која што ќе формираме. Значи, главниот елемент на таа предпописна база ќе биде регистрот на население. Тоа е костурот на кој што ќе ги прикачуваме сите останати информации од другите регистри. Значи, ќе користиме како база максимално. Тоа не е главната, основната база. Меѓутоа, во тој регистар имате лица кои што не се, значи сите државјани се таму вклучени и лица кои се наоѓаат надвор од земјата подолго време. Согласно статистичките стандарди, онаа категорија најважна од пописот, меѓутоа не е единствена, на резидентно или како што ние го нарекуваме вкупно население, има посебно дефинирани правила кои може да биде дел од таа категорија. И таму, значи, во тој регистр има луѓе кои што не се дел од таа категорија. А не можете директно од регистрот да утврдите кои се тие. Да имаме квалитетна евиденција на сите лица кои се наоѓаат надвор од државата, тогаш веќе би можеле да го користиме како главна база за попис базиран на регистри. И вториот елемент кој што е битен за еден ваков попис, или можеби најбитен, бидејќи основниот елемент кога се спроведува попис е локацијата, односно станот како локација со своја адреса, со своји координати, да ги крстиме. Ние се уште немаме квалитетен адресен регистр. Значи, ова е првиот предуслов. Второ е да имате квалитетен регистр на население и многу други бази на податоци кои што ќе го овозможат оние сите други дополнителни информации што се потребни за попис. Меѓутоа, главната работа е да имате квалитетен адресен регистр. Затоа и кога спомнав за соседните земји или балканските земји, Црна Гора, кој што се уште го нема тој квалитетен адресен регистр, јас се сомневам дека ќе успеат да направат попис преку регистри, дека ќе прават сепак оној традиционален попис ќе користат, метод. Додека ова не го постигнеме, ние не можеме да кажеме ќе спроведуваме попис базиран исклучиво на регистри. Се работи на тоа интензивно. Агенцијата за катастар веќе работи интензивно на оваа работа. Оној, ајде да го крстиме, дел кој што е на хартија е завршен. Меѓутоа се тоа не е имплементирано на лице место на терен. Тоа треба да се заврши, тоа е голем процес, долг процес. Секој обележување на секој објект, менување на целокупната документација на лицата на тие нови адресни податоци кои што ќе ги добијат таму кај што би немало или слично е долг процес. Во 2019 имавме пробен попис. Што покажа тој? Дали сме подготвени за спроведување на попис 2020?
Значи, целта на пробните пописи, на пилот пописите не е да добиеме податок. Не може да добиете податок, бидејќи не се спроведува на целокупната територија, на имата не се опатени сите единици со пописот. Целта на овие пилот пописи е да се истестира техниките, организацијата на работа и евентуално одредени елементи кои што се оние упаства за работа на сите субјекти што се вклучени. Многу често погрешно луѓето кажуваат ја проверуваме методологијата. Значи методологијата вие мора да имате дадена, зацртана пред да тргнете во целата авантура на подготовка на попис. Вие не можете да менувате, можете да менувате техники кои се дел на таа методологија. Организацијски работи. Методологијата си е фиксна, таа не се менува. И тоа беше целта на овој пилот попис, кажам, пошто одиме со лаптопи, користиме регистри, правевме посебна апликација, една многу сложена апликативно решение, кое што требаше да се истестира. Значи, оваа апликација треба да даде можност на директна комуникација на попишувачот, односно лаптоп, не попишувачот, и базите на податоци во заводот. И тоа во две насоки. Прво, со внесувањето на матичниот број во тој електронски прашалник, да ги повлече сите податоци од базата за тоа лице. Оно што го кажавме, таа посебна пописна база. После кога ќе заврши попишување на домаќинството, треба да ги трансферира сите податоци назад во базата во статистика, кај што ќе се складираат тие податоци. И тој нема да има можност да располага со, значи тоа е еден дополнителен момент за заштита на тие податоци, бидејќи заштитата на личните податоци е исклучителен битен момент и попишувачот нема да располага со податок ниеден во ниту еден момент. Го ослободуваме од таа одговорност, него меѓутоа и правиме дополнителна заштита, не може нешто да од тоа процури надвор. Кога имате хартија, таа хартија стои кај попишувачот 15-20 дена, зависи колку трае попис. Можноста за злоупотреба е голема. Сега ја елиминираме таа можност. Не се случило до сега се злоупотреби, меѓутоа можноста сега што рески постои. Понатаму, значи ова требаше да се истестира. Дали функционираат сите правила кои сме ги вклучиле таму на логички контроли на контингенти, поврзаност меѓу прашалните, дали едноставно дали се прашањата поставени разбирливи за лицата што даваат податоци, дали сите тие организацијски, дали добро сме ги определили границите на пописните кругови или не, дали логистиката која што ќе ни е потребна од локалната самоуправа е во ред или не. Сето тоа се тестираше со пилот попис. И кажав на почетокот на овој разговор дека сме исклучително задоволни од тоа што го видовме. Не завршуваме, ќе имаме уште едно тестирање, уште еден пилот. Планот е да биде некаде во втората половина на февруари, каде што ќе тестираме уште една компонента која што вклучуваме во оваа апликација, не беше готова во јуни кога го тестираме, тоа е ГИС компонентата. Именно секој објект е лоциран со електронски координати и можеме, значи, да имаме увид во секое време што е завршено, што не е завршено во текот на спроведувањето на пописот, уште колку имате да се заврши тој попис и каде се наоѓа во секој момент попишуваш. Така да не може да се случи некој од некој кафич или од чезилница ви пополнува податоци, не може да се случи нешто да објект да не е поминат, бидејќи го лоцират, автоматски се лоцира преку оваа апликација. И тоа ќе го тестираме сега во февруари. Во 2020 влегуваме без закон за веројатноста дека ќе влеземе без закон за попис е голема. Кои се вашите очекувања за 2020 година? Па јас се уште сум оптимист. Не ме напушта оптимизмот, дека ќе се донесе овој закон пред изборите и настојуваме сите мои напори да тоа се случи од едноставна причина. Не е дека ќе се евентуално промена на власта, нешто ќе предизвика и така натака, овој закон кој што нема врска со политика. Значи ова е нешто што или операција која што не би требало да има врска со политика. Се е така направено да биде исклучиво професионална операција, меѓутоа, знаете, додека сите тие резултати од изборите се средат, додека се формира новиот парламент, додека се формира новата влада, таа да почне да функционира. Тоа поминува време. А ние сакаме да имаме закон за да можеме врз основа на тој закон и де јуре да бидеме во сите активности покриени. Ние нити сме запрели, нити ќе запреме со нашите подготовки. Меѓутоа, кога го немате законот, вие немате попис се уште.
Се можеме да планираме, ама немате фиксиран датум за попис, немате фиксиран метод на попис, немате фиксирани многу други елементи кои што се битни за спроведувањето на попис. Затоа, велам, јас настојам со сите сили да овој закон се доде пред изборите, за да ја имаме таа понатамо слобода, условно наречена слобода, да се подготвуваме на раат, на мир за оваа активност, бидејќи сепак доаѓаат најтешкиот дел доаѓаат допрва. Треба да набавиме целокупната опрема, треба да кон крајот на годината веќе да се впуштиме во ангажирање на персонал кој што ќе го спроведува попис, значи избор на препишувачи, тестирања нивни, обуки и така натака. Тоа се си бара организацијски моменти да знаете дека тоа треба да направите тогаш. Ако немаме закон, никогаш не сте сигурни дали што ќе правите, како ќе правите. Добро, вака според вас, кога е најоптимистички, најрано да очекуваме спроведување на попис во нашата држава? Тоа ќе биде период од 1 до 21 април 2021 година. Тоа е период кој ќе го спроведуваме попис. И мислам дека нема субјект во државата кој што на тој дел ќе најде сега проблем. Значи опозицијата и на ова имаше забелешка, бидејќи европските стандарди, согласно европските регулативи, тие велат дека земјите членки треба да прават попис во годините што завршуваат на еден. Значи почеток на декада и така натака. Ние планиравме пописот да биде во 2020, не заради тоа што не кеме да биде во 2021, туку заради тоа што го немавме претходниот. И требаше многу порано да направиме попис. Ова веќе и досна 2020, тоа беше најбрзиот момент кога може да се спроведи тој попис. За жал. Така да во постојана комуникација со Евростат, од нив е тоа апсолутно прифатено како решение, да можевме да бевме спремни 2018 и 2017 немаше никој да прави проблем. Бидејќи го немавме во 2011 попис, нели? Меѓутоа еве и ова е отклонето еве како нешто што беше забелешка, сега на тоа не може да се даде. Сите мислам дека ги расчистени со опозицијата останатите елементи кај што дека не е сега момент, дека тоа не може да се прифати заради тоа што методот апсолутно е поинаков. Целокупната методологија направена така да биде на вистина професионална операција. Мислам дека тие се убедени во тоа. Што очекувате од 2020 година како Државен завод за статистика? Како година? 2020 е голем предизвик. Прво, 2020 година е година во која што оваа институција ќе одбележи 75 година своето постоење. Значи една огромна традиција која што треба да ја покажеме во јавноста значењето на институцијата, на се она што го правела во минатото, што го прави денеска и што треба да го прави во иднина. Така да сите активности се во овој правец насочени. Не во одбележување на тоа, туку да го зајакнеме позицијата на институцијата во државата и довербата на сите корисници на податоци кои што ги произведуваме во нивниот квалитет и веродостојност. Така да тоа што подразбира, тоа подразбира огромна посветеност на се она што го работиме во процесот на производство на статистички податоци. Натамошна работа на постигнување на стандардите кои што ги поставила пред нас Европската унија. И да се разбереме, тоа не е целта само за да ги постигнеме стандардите, туку да добиеме на корисникот дека да му дадеме квалитетен, навремен, добар и податок кој што му треба. Тоа е целта, не тие стандарди не се поставени заради нив, туку заради нас. Понатамо, значи, еве сме во пописот нормално да го подготвиме, да бидеме спремни во 2021 година да го спроведеме со сите елементи како што треба. Во план се воведување на нови истражувања, значи тој процес не запира никогаш. Значи така да ИПА 2017 двата проекти и националниот и повеќе кои се во тек. Тука се предвидени огромен број на активности, пред се во подигањето на капацитетот на институцијата, капацитетот на луѓето. За жал, ние спроведуваме вршиме одредена професија за која што нема школа во државата. Значи, факт е дека има одредени факултети каде се изучува предметот статистика, меѓутоа немате факултет за статистика. Така да ние во принцип капацитетот го градиме во текот на нашата работа. Значи, никој од нас кога дошол овде кога почнал да работи, не можел да каже јас знам статистика. Не можам јас денеска после 30 години работа во институција да кажам јас знам статистика. Тоа е процес кој што се
усовршува од ден на ден, кај што вие треба да трчате да ги постигнете новите стандарди кои се поставуваат. Така да овдека посветуваме исклучително многу внимание и сите овие проекти фактички што ги правиме со Европската унија и со останатите меѓународни институции се во таа насока. Започнуваме 2020 година нов проект со шведската статистика преку нивната агенција за развој, кој што најповеќе ќе биде во делот на дисеминацијата на статистичките податоци. Многу битен момент. Значи, ние работиме за корисникот на податок. Ние произведуваме податок кој што треба некаде да има употребна вредност. А ако го ставиме во фиока, не вреди тоа. Џабе ништо не сме сработили. За да стигне до корисникот, прво треба да знае дека таков податок постои. Второ, треба таа форма, начинот на давање на тој податок да биде најсоодветен за корисникот. Значи, денес се што произведуваме ставаме на веб страницата. Ние веќе нема она класично. Има нешто во мал обем на печатање на публикации. Меѓутоа, главната дисеминација, главната дистрибуција на податокот до корисникот е преку нашата веб страница. Исклучително многу направивме во развојот на оваа веб страница. Меѓутоа, има уште многу простор, бидејќи самите техники денеска се совршуваат во минута, кај што треба да направиме уште повеќе. И тука е насочено целокупниот овој проект. Како наједноставно, најбрзо и најдобро да искомуницираме со корисникот. Да ги добие тие податоци на време, да знае прво дека постојат тие податоци. Каде да ги најде, како да ги користи, едноставно и на крајот целокупната продукција наша е бесплатна, бидејќи ги даваме податоците на располагање на сите. Ви благодарам за разговорот и се очекувам дека ќе се гледаме за убави работи за попис во брза иднина. Благодарам на можноста, се надевам дека јавноста ќе добие малку поинаква слика за оно што го работи Државниот завод за статистика, дека не е ова институција што само прави попис и ништо друго не работи. Напротив, и дозволете ми да искористам ова можност, бидејќи крајот на годината на сите граѓани во државата да го честитам и новата година и божичките празници. Hvala.